Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Анастасија Илиевска и вечерва имам гостин кој што доста често ни бил кај нас во емисија, но за прв пат ќе биде во својство на новата функција која што имам и затоа вечерва ми е навистина чест да разговарам со Александар Ристевски, овој пат како директор на Музеј на Македонија. Добра вечер. Добра вечер, Анастасија. Поздрав и до тебе и до гледачите на телевизија Алфа. Ако претходно сме зборувале за некои други теми, сега ќе се осврнеме на оно што е и ваша струка по професија. Претходно сега кога работевте во Националната галерија на Македонија, таму бевте повеќе од 15 години, ако 16 и нешто, да. Да, како кустос етнолог, и тоа е во суштина во кој што можеби вие сте, која вашата можеби најголема стручност, ако не се лажам, така ли е? Па да. Во најголема мера. Ке позборуваме особено во делот на културата, имајќи предвид дека сте на новата функција, нешто околу 2 месеци ќе заокружите следна во понеделник 2 месеци, да, точно. од некаде од почетокот, од 1 април поточно. Да. Па што се случува во Музеј на Македонија? Како ја затекнавте? Што и честитки воедно и за новата функција? Благодарам. За мене исклучително голем и предизвик и чест кога аплицирав и кога се нафатив нели воопшто да се обидам да влезам во оваа, да кажеме, приказна поврзана. Ова е, да кажеме, најстариот, најбитниот и најголемиот и најносечкиот матичен музеј во државата. Ако го споиме онаа спојка што го имаше со археолошкиот и низ таа приказна, значи таа приказна како ваква започнала уште пред повеќе од 100 години, ако знаеме археолошкиот нели прослави 24-та 100 години од постоење. Етнолошката и историската збирка варираат како такви, како одвоени и споени после воедно од 49-та година, значи ако свртиме па по таа основа, за само 2,5 години од сега ќе слават и историскиот и етнолошкиот музеј 80 години традиција, така да зборуваме за најголемата, може да се каже и најградиозна институција, која меѓу другото па во ноември оваа година како објект, како единствен објект, токму таму на крајот на чаршијата, одма за луѓето што не им текнува за што се работи, зборуваме за оној огромен објект каде што е рамниот дел пред Куршумлијан, на позади оној огромен грандиозен објект или под Мустафа Пашина џамија или под самото Кале. Заедно со Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, два најголеми, најграндиозни објекта, со можеби таму вкупно 13.000 квадратни метри, значи како да ви кажам, поголемо од добар. И самото архитектурско знание е своевиден музеј, ако може да каже, и сведок на времето. И белег на Скопје, пак ќе кажам, со Народната универзитетска библиотека од тој период од 70-тите години дефинитивно најграндиозните, најбитните објекти кои се изградени како такви. Сега институцијата како таква низ годините претходни прошла низ доста премрежја, очигледно кога не се однесува само на стручност, кој се однесува и на влијание и на самата држава, или кој се дозволува да надворешни влијанија да провлијаат на истите, се случуваат многу недоследности. Низ годините имаше голем одлив на кадри, затоа што она тековна, континуирана надградба на институцијата се немала. Баш со колегите правевме муабети со претходните раководители на институцијата. Најголем екзодус во една година се случува во 2023 година, каде што скоро 30 луѓе заминуваат во пензија, каде што над 10, мислам 11 или 12 кустоси и советници, значи оние најстручниот кадар, оние што имале по 30 години стаж, во една година заминуваат сите како бран. Тоа е огромен удар за една институција, мајке предвид дека станува збор за институција која што има од онеја што видов околу 20.000 и повеќе од 20.000 предмети. Да, во својата колекција. Ќе го вулгаризирам. Ако вие во институцијата имате 10 камермани и то рачунете најискусните 6 одеднаш да ви отидат. Значи тогаш или нема да има емисии, или нема да има прилози од терен, така ќе се снимате со мобилен. Или ако новинари активни во оваа редакција вести што е, ако кој што знам јас, 10 да имате, рачуните 6 или 7 да ви ги снема. И тоа па најискусните. А треба да примите новите туку така не се втурнуваат во оган или за битни работи. Така да исто се случувало и со администрацијата, каде што луѓе кои цел живот работеле, одеднаш во краток период отишле, и мене ми е барем мило што во задниве година-две, пред моето доаѓање, што добар дел, не сега, но добар дел од позициите се пополниле. Значи јас се смеам за една прва екипа околу мене,
тие 5-6 луѓе што се администрација, нели, пред се финанси и правни работи, повеќе од една година искуство има само еден човек. Тој има 12 години стаж и тој вика во едно време бев во ситуација каде што јас се морав да работам сам, што е малку и чудно за институција таа големина и тој обем. И пак ќе кажам, муабетот за матична институција. Многу луѓе не сваќаат, коментираат, нели, локални и национални установи. Национални се многу. Во музеологијата се речиси 40, да кажеме, заедно со заводи, музеи и се останата. Но матични установи се тие кон кои сите национални, сите локални, за мислење, за експертиза се обраќаат. Ние сме матична. Значи, во сферата на етнологијата, па и во историјата, ние сме матична. Како што е археолошки музеј за археологијата, кој до пред 3-14 години исто беше дел од музеј на Македонија, па се издвои, како што музеј за современа уметност е матична установа за ликовната уметност, како што е природно научен музеј одговорен за животни и за праисторија, за, нели, кај што се ископуваат коски од животни од старо време, од камено, нели, диносауруси или може жирафи и така. Такви за сферата за етнологијата и за историјата сме ние. Исто така имаме оддел за историја на уметност, познатата, нели, по која сите не знаат, галерија на искони, камената пластика и еден куп други работи што ги имаме, што се воглавном од среден век, да кажеме. И имаме централизирана конзерваторска лабораторија која исто така дава услуги покрај тоа што го има Националниот конзерваторски центар. Ние имаме и наша конзерваторска лабораторија која дава услуга на останатите музеи во државата. Значи, сакам да кажам, една голема, комплексна, сложена институција со простор, со надлежности, но за жал низ годините во голема мерка запоставена. Кога станува збор за самиот музеј, она што мислам дека беше и најавено, ако не се лажам, е реконструкција, односно најавена беше реконструкција на самиот музеј. Чинам 2010 година негде се случува една инвестиција тука, но од 2024-та најавена, но почната ли е, се случува ли нешто, ќе се вложува ли нешто во тој дел, имајќи предвид дека ако бројот со вработени, ако сте имале навистина сериозен екзодус пред неколку години, но дали е потребна на самата институција како во дело на реконструкцијата да се инвестира и да се вложи во тој дел? Така. Нашиот музеј музејот на Македонија може да биде дефинитивно севкупна атракција и за домашната и за светската публика. Прво, поради богатството и интердисциплинарноста во која ја има. Тоа е една работа. Второ, веќе има спремен, исклучително квалитетен објект, со огромно плато пред себе, со големи депоа, со подземни гаражи и фантастични изложбени сали, доколку сите се стават во функција. Ние имаме 6.500 квадрати изложбен простор. Јас не знам на луѓето како да им опишам или да го огромен простор е тој, да. 6.500 квадрати е доколку одите во некој од светските музеи, со водич ако го шетате, ќе ви треба минимум 2 часа. Или ако, некаква паралела, која прошетал поставката во Музеот на македонска борба, најмалку дупло и фира. Значи, таа е компарацијата, значи исклучително голем музеј и повторно ќе кажам интердисциплинарен, се што поврзано со македонската етнологија и народите кои живеат на оваа територија, се поврзано со воглавном историјата на народот, плюс иконите, плюс еден куп работи, но добар дел од сето тоа не е јавно истакнато поради долгогодишни проблеми со протекување, со оштетување на инсталации, со немање доволно можност, да кажеме, се да биде изложено, а да не биде оштетено од страна на временски непогоди. Сега, 2010-та тоа се поситни зафати, битни, но поситни. Во 2013 година беше направен среден и е во прилично добра, нема кажам во одлична состојба, има мали забелешки, но тука е онаа поставка што беше отворена за екзодутот на децата бегалци. Да.
и тоа е само мал дел од сето тоа што како потенцијал ние можеме да окажеме во пристојна состојба, иако треба целост да се реконструира етнолошкиот дел, но се вклучувајќи и галеријата на икони и добар дел од историската поставка во моментот пред јавноста не е достапна. Колку од тој капацитет е ставен во функција? Што се може во моментот да се види? Еве ќе бидам скромен, ќе кажам 2-30%, сепак доволен да прикажуваме, ние вака да се разбереме, ние во моментот примаме странски посетители, примаме домашни посетители, но за жал, една од моите забелешки беше, добар дел, и тоа ќе се обидам како менаџер во периодот кој предстои, сега е веќе лето, доцне, но заедно со тимот мој, дел од вработените, веќе разговараме за стратегии за информирање на нашите градоначалници, на директорите на основните и на средните училишта. Сметам дека дефинитивно не само што треба, туку и мора да станеме дел од редовната програма и дека за почеток цело Скопје и околината, а понатаму и цела Македонија, мислам дека е малку илузорно да од цела Македонија доаѓаат пример да посетат само зоолошката или само или само не знам музеј на македонска борба или пример само археолошки или не знам кој. Сметам дека музеот на Македонија дека треба да е примарна станица, затоа што пред се ние сме чувари и на фолклорот, и на културата, и на традицијата, на тоа што реално доскоро и на сите нас како деца пред се ни го пренесувале нашите баби и дедовци. Како она што би се рекла македонските народни приказни пренесени може да се видат на лице место. Токму така ни имаме направени неколку специјализирани соби. Да, тоа ќе ми беше следното прашање. На вашиот сајт има и таа една виртуелна тура може да се направи, што читам дека не е доволно добро, може да го пренесе она што на лице место во некој случај ќе се види, за да може да се видат сето оно што е изложено како носија, како предмети, како документи, како знамиња што се истакнати, така што се може да видат. Видите, јас како своевидно богатство, јас имам таа привилегија, пак ќе ви кажам, 16 години да работам во Национална галерија и душата да ми биде наполнета, да кажеме, со цела убавина и естетика на македонската ликовна уметност и таа дава една, да кажеме, и финеса и смирувачка компонента кај луѓето, кога човекот ќе ја гледа, еве пример, затоа што долги години бев вработен токму во повеќе објекти, но токму во дел од Пашиниот тамам, и кога ќе погледев делот тоа национално богатство, понекогаш дело и смирувачки за вас, како терапевски. Сега, ова што е во Музеот на Македонија, кога вие ќе го погледнете етнолошката оставштина на наследството, на нешто што ве потсеќа на баш на детство, токму архитектурата, токму оставштини на, да кажеме, кајчиња или чунови од Дојран, од Охрид, одредени предмети што ако сте отишле па ептемко помали, ако сте па повозрасни, па сте отишле во некое село, мене детството ме потсеќа на шетање, да кажеме, делумно во околината на Скопје, но делумно и во Пелагонија, и во Охридскиот крај, во Преспанскиот и во Демирхисарскиот, каде што сум отишол, каде што сум имал некој прабаба или прадедо, и кога ќе видите некоја стара куќа, ако ќе видите фотографии, реплики, макети на сето тоа, ви враќа едно чувство на детството и на места каде што сме оделе. Ние токму такво нешто имаме еве и со македонското етно село, кој беше пред повеќе од 10 години изградено, и во кое токму таму централната куќа, еве да посочам за гледачите, доколку не знаат и доколку не биле, освен оној угостителски момент кој го има концесионерот, кој го работи цел тој комплекс, тоа се сите оние куќи околу централната средната, ги работи концесионер, кој комерцијално ги работи, таму има соби за закуп, нели, за преспивање, преноќиште, има филигран, има разноразни, да кажеме, ракотворби се, но централната куќа, она кој ќе влезете на првата порта, право нагоре што е, така, таа е во владение на Музеј на Македонија и внатре има една сосема симпатична, убава, малечка етнолошка поставка, но внатре има и една квалитетна мала сувенирница, продавничка, каде што на моје големо задоволство добар дел од репликите и производите кои самата институција низ годините ги направила или ги набавила е навистина една одлична понуда и за туристите и за домашните. Јас сум обично пријатно изненаден, дури едно банално, не знам, капче со знаме или со надпис било што, кога дечиња ќе дојдат ќе окупат, навистина е позитивно и со тоа што го прават, тоа ја потикнуваат и работата на Музеј на Македонија. Но
преди се, примерно, јас би ги поканил сите да го посетат Музеот на Музеј на Македонија. Македонија. Да. Ги споменавте и младите и повозрастните, кажавте дека сакате да се вмрежите со пред со град Скопје, потоа со другите општини низ Македонија, за да имаат и да можат учениците да доаѓаат како дел од наставата. Но кои се најчести посетители во Музеј на Македонија? Има ли многу посетители? На бројка интересно од вашите гостувања што гледав е дека во 2024 имало 450.000 луѓе кои што ги посетиле музеите, а тука станува збор препоставам и за странци и за наши, што може да биде, ќе се согласиме, многу подобар број. Дефинитивно. И пак ќе кажам скромно дека Музеј на Македонија не влегол со добар дел од таа бројка, него со прилично мала. Ние тие бројки ги оправаме. Еве само пример ќе ви кажам, сега да не зборувам за самиот музеј, но еве сега ќе се пофалам као тази информација, етнособата во Музеј на Македонија, која ја отворивме повторно пред една година. Во почетокот имала меѓу 1000, 1500, 2000 посети месечно. Овој месец рекордно веќе е надмината бројката од 3000. Значи се повеќе растиме. Мислам дека предизвикува тоа што и подобривме некои работи во самото функционирање, се надградивме, маркетички работиме подобро. Во Музеј на Македонија исто има раст. Јас за старт морам да ги пофалам пред се кај нас едукаторите, водичите. Едукаторите исклучително одговорно ја вршат таа работа и прават организирани посети, значи не збориме за оние платени посети со карта, која се уште е со символични суми, 50 денари за деца и за ученици, 100 за возрастни, што мислам сега со растот и на цените ние уште останавме со овие популарни цени, нормално дека не ја зголемиме или квалитативно подобриме понудата, но во соработка со наставници, одделенски наставници, но ние пониски па и повисоки одделенија, нашето едукативно одделение исклучително квалитетно работи и имаме креативни работилници каде што децата работат со глина, работат со грниња, со керамика, фарбат, бојат, работат колажи и тоа прилично почуваме се повеќе и претходно сме имали искуство, но сега еве подготвуваме неколку соработки со институциите, со лица со посебни потреби, со попречености и нешто што е најново, најтазе и мислам дека сме атрактивни, еве веќе трета недела од кога започна истото, имаме креативни работилници наменети за пензионери. Што подразбира тие? Само глина се изработува? Има некоја предавање во меѓувреме? Има и едукација. Тие настани траат час и половина до 2 часа, не верувам дека подолго некој има и концентрација за подолго нешто да прави, но тука нашите едукатори се обраќаат, објаснуваат, дават материјали, некои креираат предмети од глина, некои... И потото предпоставам останува за нив. Да. Како да стапат во контакт? Например, некој пензионер или ако некој можеби, предпоставам дека училишните наставниците се од Скопје. Воглавно. Ако некој од страна сака да дојде, да ги донесе, како да ви сконтактира? Ние малку еве да се пожалам. Ова звучи супер. Да се пожалам, малку проблем си направивме на почетокот првите 2-3 недели. Баш од добра волја го ставивме телефонскиот број на една од нашите едукаторки, поискусна господја и си направивме проблем затоа што луѓето неретко мислам дека заборават и немаат осет, па почна нон-стоп да вртат и за викенд и навечер и во ниедно време. Па сега направивме компромис, ставивме број наменски токму за таа причина, ново бројче кој е нормално во работни сати, во работни денови ќе функционира. Значи кај вас на страната може да се најде. Или на страната, или може да пишат порака, така да комуникацијата и така е, значи има телефонски број за оние кои се не толку вични кон технологија и кон било што, но можат директно да пишат на нашата Facebook или Instagram страница, приватна порака да пратат. Веќе неколку пензионери тоа го направија. Бројките и местата се ограничени пред се ради просторни услови каде што тоа се одржува, доке 15 луѓе можеме да примиме на секој тој настан. Ние, доколку има желба, има мотив, тоа може и да се прошири, да се надгради. И има интересно барање и забелешка од луѓе рекоа дали може нешто да има за викенд и да не е и за пензионери, него да е за обични луѓе кои се нели во работен век, кои има 30, 40, 50 години, сакаме да учествуваме, сакаме да креираме, но дали може да ве замолиме нешто да има еве барем во сабота и се трудиме во периодот кој е, ќе видиме, тоа е прашање на плани на програма и тука на нашите сограѓани да им излеземе во пресред, така да Музеј на Македонија во голема мерка, како што реков, нашето едукативно одделение работи по таа основа и плюс тука се групата на водичи кои секој посетител кој ќе дојди
макар и да се два-тројца, ние се трудиме, ги анимираме и ме објаснуваме сето тоа во онаа преодна фаза, додека се надеваме не започне таа голема реконструкција, која долго време очекуваме, која ќе биде во неколку фази. Пред се надеваме оштетувањето на кровот, за да може да работиме внатре ние на стручниот дел и на други партии кои сме засегнати, а во периодот кој престои, ние покрај овие статични кои ги имаме изложби, ќе работиме и на посета на училишта, што веќе го правиме. Наши колеги ја изработуваат и сликовници кои се нудат по многу пристапни цени по училиштата, така да ние имаме широк фронт на работа. Нашите вработени се трудат, покажуваат афинитет, желба и се останато. Проблемот е, се надевам, пак ќе кажам перспективно, дека тој проект ќе започне во догледно време, се работи за голем и обемен проект, и штом ќе заврши, дека ќе го вратиме апсолутно сејот на Музеј на Македонија и сите ќе можеме да се фалиме и пред пријателите, но дефинитивно пред странците. Дали ова ќе е стратегијата да ја отворите малку повеќе ова национална установа кон граѓаните, бидејќи, како што кажавте, да, тој може би треба да објасниме за кој објект станува збор, не е внесен во програмата за средношколците, основците да доаѓа да го поднесуваат. Тоа ли е стратегијата, да го отворите, да го доближите поблиску? Браво, Анастасија. Токму тоа едно, ја се надевам, еве сега, дека во многу брзо време ќе се видиме, се познаваме долги години и со тимот на градоначалникот на Скопје, господинот Орце Георгиевски, со сите останати. Музеот на Македонија со оглед дека е длабоко внатре во чаршијата, да не речам на крај, нели, веќе пред Битпазар. Не низ годините бил и во понудата и секако туристички запоставен. Главното ударно, нели, стартно, дури и мојата книга која се продава меѓу странците, која има по институциите, јас сум автор на делото на англиски Скопје Museum Tour, како музејски водич. Токму музејскиот водич почнува од музеј на град Скопје, оди по улица Македонија, застанува Мајка Тереза, Порта Македонија, музеите. Го има нормално музеј во Македонија, но многу често бил вон пат. И се, еве ќе ви кажам еден куриозитет. Минатата есен доаѓа странска професорка, го бара музеј на Македонија, не може да го најди. Лута низ чаршијата и завршува во Даут Пашинамам, на почетокот од оваа страна. И ми се жали мене. Сакам да ви кажам, тој музеј низ годините толку е визуелно и визибилно запоставен, што дури нема патокази кон него. Тоа дека беше следното прашање, дали може и патокази би ја спасиле некако да биде полесно? Една од акциите, јас се надевам, еве, јас планирам во периодот што престои, лично да ги контактирам и анимирам, но еве се надевам нема да ти смета преку твојата емисија, да побарам да ни се јават сите македонски, па и странски кои живеат тука инфлуенсери, тиктокери, јутубери, инстаграмџи, слободно нека пишат кај нас или нека се најават во Музеј на Македонија. Јас сум спремен да ги примам и да се договориме да најдеме една агенда. До Музеј на Македонија има 3-4 начина како да стигнеш. Се надевам дека и нив би им било од интерес ако отворат и на македонски, на англиски, па и на други соседни јазици, на албански, на бугарски, на српски, на грчки, на германски, кај да е. Едно од агендите, еве, ако го видат овој мој јавен настап, слободно нека се обратат кон мене и кон Музеот на Македонија, затоа што јас во главата имам како нив да ги замолам со оние убрзани видеа ако ви текнат, како оди некој побрзо, како да стигнат од Кале до кај нас, од Црква Свети Спас кај нас, од Музеј на ВМРО до кај нас, од Даут Пашинамам до кај нас. Значи има едно 5, 6, 7 места од кои, еве, кратко или долго можат да стигнат до нас, а кога ќе стигнат, ние ќе ги пречекаме, ќе ги примиме и ќе им ги покажеме сите убавини, целиот значај на Музеот на Македонија, а моја работа како менаџер, како директор, меѓу другото е да го истуркам целовиот процес, визибилно да го покажам, да не има повеќе на мапи, на карти и за почеток, со она ограда што имаме од две страни, тоа е нешто што летово ќе се трудам да го завршам. Луѓе доаѓаат до една ограда, има рампа и нема никаков знак. следно е да покажеме дека ова е музеот, затоа што еве мене ми се случуваше деновиве да отидам да си купам доручек. Луѓе што шетат во чаршија да видат железна ограда и да не знаат што е тој, да си заминат. И јас буквално, што викаат оние грци во Грција што прават камаки, нели, кандисување за да внесеш, јас правев камаки да ги внесам луѓето да дојдат, да видат дека е музеј, да си купат карта и да влезат во истото. Така да, визибилноста, информацијата и враќање пред
пред очите на јавноста, па ќе кажам и пред македонците и пред странците, затоа што еве, сега ќе ви кажам една фраза. Од кога станав директор ми се јави едно 10 луѓе и ќе рекоа ќе дојме ке вас горе. И викам каде горе? Луѓето многу често музеј на Македонија го мешаат со музеј на современа. Современа уметност. Ја викам ние не сме горе, ние сме на рамно. Значи јас кога излезам по доручек, нели, одам право и внатре сум во чаршија, не се качувам нигде, не се нарамно сум. Позади мене има горница, така, над нас е Мустафа Пашина џамија, Калето, музеј на но не сме горе. Но во психиката на луѓето еве или не знаат каде или еве мислат дека ние сме горе. Да, ова е супер да ги поканеме сите кои што не биле да дојдат и да го видат, не е само виртуелно да отидат на сајтот да видат, зашто ништо не може да го долови она што таму може. Не, дефинитивно. Да се види. Една од работите од богатствата што ги крие музеот на Македонија се иконите, кои што за жал во моментов не се достапни за јавноста, а имаме икони кои што буквално никаде ги нема. Да. И дефинитивно тоа е едно од нашето најголемо богатство, историско бидејќи почнувајќи од Охрид до целиот овој регион имаме буквално многу што да се покаже. Што се случува со иконите? Кога може да си во моментов дали тие се во моментов се трнати на страна за да не бидат нели оштетени од се што не е видливо за јавноста и не е прикажано, не е видливо затоа што во моментот на локацијата и на местото каде што биле, низ годините се случил некој проблем или некаков дефект кој влијаел или можел да влијае на оштетување и доведување на ниво загрозена состојба. Токму поради тоа, тие се тргнати на сигурно или на суво, на безбедно, само луѓето да знаат. И во депоата и сегде кај нас на дневна основа од нашите ракувачи на депо и од кустосите на дневна основа се мери температура, се мери влажност, значи ние многу внимаваме на тоа што се викаат микроклиматски услови. Таму кај што ги нема, тоа не се чува на тоа место, него се алоцира и трга на безбедно. На крајот на криштата зборот кустос е кастодијан или заштитник. Ние сме тие кои треба да бидеме заштитници да не дозволиме било што да се доведе во лоша состојба, доколку просторијата, салата или зидот или местото каде што е, тоа се затвара и се трга вон функција додека не се најде. Јас сум убеден дека доколку успееме за почеток, пак ќе кажам, тој грандиозен проект кој веќе долго време се спрема, доколку тргни за почеток, доколку се направат детални санации, пример, прецена на кровот, тоа е стартно нешто исклучително големо. Следните фази ќе се преуредуваат, средуваат и заштитуваат изложбените сали, изложбените простори. После тоа треба да има интервенција на делумно и депоата, магацините, подземниот паркинг, па и самото плато. Еве ќе ви кажам еден куриозитет, баш со архитектот во институцијата разговаравме на тоа. Еден од пропустите што е направен, уште на времето, уште пред 50 години, платото кое се правило, а под самото плато се гаражите и дел од подрумските наши простори, па натаму се оди према депоата, не е направена квалитетна хидроизолација. Или плочките, гранитни, се што се ставиле директно на кошулјица. Кој знае малку граđевина, знае за што збораме. Треба да се средат одводи, да се стави хидроизолација, да се стави заштитен тампон и после тоа врз тело може да ставите плочки, може да ставите гранит, може да ставите било што, но тоа мора одново да се направи затоа што без тоа и без санација на кровот повторно ќе се доведеме на ситуација за 5 години, за 3 години, за 7 години. Значи, ова што сега е во подготовка и што треба да се направи, нормално, кога ќе завршат сите процедури, тоа го раководи директно, има одговорни лица, внатре во ставото Министерство на култура, со кој имаме постојана комуникација и разбирање и благодарност до одговорните лица во Министерството и до самиот министер, што имаат разбирање за нашите забелешки кои не се градежнички, туку за она што утре треба да биде самата поставка, затоа што одредени финеси кога архитектите и градежните инженери ги припремаат, не секогаш целосно знаат да содействуваат со работата на културњаците. Ние се трудиме сето тоа нивната крупна или тешка работа да ја прилагодиме на естетиката и тоа како треба да се движат луѓето низ салите, како треба да се прикажат заштитените предмети, за да
пак ќе кажам, ние не сме најпаметни, само крадеме знање од познати се светски центри, од Франција, од Шпанија, од Италија, од Англија. Нешто што веќе е кај нив проверено. Објектот го имаме, ние сега само треба да го подготвиме и прилагодиме, за да кога ќе се прошетаме, буквално да се чувствуваме и ние и странците кај нас светски, а имаме потенцијал огромен. Бидејќи еве сте и вашето искуство работно, што на пример кој предмет од кој период, тука има различни периоди што се во музеј на Македонија, различни од различни периоди, но што според вас мислите дека е најголемото богатство? Иако можеби е неблагодарно да се праша тука, но што е најголемото богатство што стои во музеј на Македонија, иако се што стои таму е од огромно богатство, но дали има нешто што вам би е така по... Знаете како са вие, како родител, ме прашам, вие имате две, колку што знам, прашам, кој дете поише го сакате? Не може да се каже тоа. Малце, да. И да имате мислење, ќе се воздржите, така? Јас сум етнолог, ние имаме, пак ќе кажам, поставката наша е делумно еве со секамената пластика е на рап меѓу историја на уметност и археологија, значи но воглавно е историја на уметност, историја и етнологија. Значи ние сме интердисциплинари и тие три нешта ги презентираме. Јас прво како етнолог ќе бидам прво себичен и прво ќе се фатам за етнологијата, нели? Иако морам да кажам дека да не заборавам, имаме исклучително богата колекција на ликовна уметност, тематска да кажеме во најголем дел, но и со најголем дел од преробениците македонски сликари. Кај етнологијата мислам дека најголемо богатство кај етнологијата се пред се таписериите и килимите и народните носи. Зошто е народните носи? Затоа што ќе бидам малку вака себичен, моите колеги, ако ме гледаат од Србија, од етнографски музеј, може ова нема да им се допадне да кажеме, ама јас ќе кажам дека нашата колекција која ние имаме се однесува на македонскиот народ, од сите негови етнички подрачја, да кажеме, вклучувајќи го Пиринскиот, Егејскиот дел и другите, но и народни носи на етничките заедници и останати кои живеат во Македонија. За разлика, пример, од еден прекрасен етнографски музеј во Белград, каде што, па да не берам претенциозен, али пол од народните носи што ги имаат, се во основа македонски. И они ги прикажуваат како нешто што го завзеле или од терен, да кажеме во 20-ти, во 30-ти години или во други периоди, но реално тоа се, добар дел од носите се македонски. Ние не присвојување тежок збор, не дека не, него пред се ние богатството наше е исклучително големо, што мислам дека уште два изложбени простори да ни дадат, можеме да ги наполниме. Второ, имаме фантастични макети направени на народните кујки, имаме цели форми направени, цели треба да дојдете да видите на лице место, може би некој дополнителен прилог да направите, иако вашите... Да, би било да беше и на лице место, но тоа е некое следно кога ќе направиме, иако вашите дел од вашите колеги во утринска програма баш на денот на музеите, пример, јас имав чест да ваша колешка нели во утринската програма дадам изјава, плюс искористивме шансата нашиот колега кусто советник Јован Шурбановски токму на истиот ден отвори една изложба на етнографски фотографии која се нарекува Вода. Така да иконите дефинитивно, тие средновековни икони кои ние ги имаме, се грандиозни, фантастични. Тоа да кажеме не станува збор за малечки икони, тоа се фрески, така огромни икони се тоа. Има и малечки, но има и големи, има и грандиозни. Јас се надевам, пак ќе кажам дека едно нешто прво, после деконструкцијата на кровот, дека ќе се адаптира една или две простори или ќе се врати во старата каде што беа, тоа е во историскиот дел горе на аголот, ќе видиме дали повторно таму ќе биде или со стручните луѓе кои ќе го осмислат цела таа нова приказна. Јас не мислам, ви гарантирам дека има луѓе од странство кои наменски би доаѓале токму за да ги погледнат нив. И во историскиот дел ние да напоменам имаме и колекција и збирка на спортска историја на Македонија во задниве 100 години и цела колекција која е своевидно историјат на развојот на македонскиот спорт. Така да имаме еден дел кој пак ќе кажам не е во моментот достапен за пошироката јавност, тој во историскиот дел горе на вториот спрат, има две простори од пример колку 3 пати од студиово да кажеме кои сме овде,
е наменет токму на развојот и на растот на македонскиот спорт. Значи мора набрзо да ги завршите овие работи, бидејќи тоа што се чува не е покажано за очите на пошироката јавност, навистина е жално што не е. Па долго, знаете, ме потсеќа на една изјава, еве се пак паралелно ти го спомнав преска, градот Скопје. Интересна беше изјавата на градоначалникот Орце Георгиевски, вика цели едни генерации во Скопје израсна без Луна парк. Што е точно, јас сум повозрасен од него, така да јас го паметам Луна паркот, кога беше во жижа, во времето на моје, еве да кажеме, адолесценција и студентски години, веќе почна да се распаѓа и веќе долго време го нема. Но тие што се од мене, да кажеме, 10 или 15 години помлади, тие не виделе Луна парк, што е катастрофа. Така и во овој контекст. Тие што се можеби негде во своите 40 години, па и повозрасни, го памтат сјајот и квалитетот на Музеот на Македонија и грандиозноста и понудата која имала, и сега понудата се уште поголема, и таа што била не е прикажана, но цели едни генерации на помлади луѓе доке 30 на години, јас мислам дека не се ни свесни што имаме и колку сме, да кажеме, и силни, и мојкни, и со култура, и со традиција, и со минато, и јас мислам дека ова кога ќе се стави во функција, јас мислам дека ќе треба еден период од година-две, прво да ја задоволиме жетта и гладта на она млада популација, да кажеме, од ке 2-13 години, па може и помлади, доке негде 35-40, прво да видат со какво се богатство ние располагаме како нација и колку ни е богата и културата, и традицијата, и дека имаме со што да се пофалиме пред светот. И да се гордееме. Така. Ќе направиме на кратка пауза тука за реклами, но се враќаме назад, бидејќи имам уште неколку важни прашања што сакам да ги поставам. Се враќаме за кратко. Да, се враќаме назад во студиото. Македонија има големо историско богатство, да. Има и археолошко богатство, има и културно богатство, има богатство кое што буквално може да се пренесува и се пренесува од генерација на генерација. Дел од нив се во музеите, дел од нив се на археолошките наоѓалишта, но ја споменавте Грција и како грците ги викаат, ги повикуваат да влезат во музеј. И тоа сме го зборувале вака и во некој неформален разговор, можеби и гледачите во насока на разговор со пријатели, но ми се чини дека ние некако не успеавме да ја продадеме културата на туристи, на световно да го прикажеме, бидејќи мислам дека дури и нашите јужни, па и други соседи од едно камче прават приказна. Да. А ние нема потреба да ја направиме. Ја имаме. Што ни недостасува, бидејќи ниту бројката на посетиво музеите не е задоволителна. Може да направиме многу повеќе, првенствено за нас домашните, за ние што живееме во Македонија, да бидеме свесни со какво богатство располагаме, не само за Музеот на Македонија, туку и за сите останати музеи. Види, ние имаме, не знам како да го сватам тоа, фаза на подценување, само подценување, и зошто го правиме, исто не ми е јасно, мислам дека ќе се оправиме. Комбинација од неколку аспекти. Прво, селекција внатрешна на кадри, значи добри, оперативни, вредни, стручни. Сметам дека, ова е моје мислење, дека во матичните, најголеми установи, Музеј на Македонија е матична, дека неретко засилувањата треба да доаѓаат од луѓе веќе со минат труд во одредени аспекти, хипотетички пример. Работи во Музеј на град Скопје, работи во Музеј Куманово, работи во Велес, во Штип, решила да се пресели, мислам дека одскочна штица би му било да дојде кај нас. Да, треба да се вложува во млади кадри, но младите кадри треба да се селектирани, да се најдобрите, затоа што јас пак ќе кажам, како што е са, да не ме сватат погрешно некои други, ајде да не кажам спортски брендови, ама како што е одреден бренд најдобар во државата, ние сме тој бренд кој треба да е водечки и треба кон нас најдобрите кадри да доаѓаат кај нас. Значи, кадровското прашање е битно, не само бројчено, него и квалитативно. Ние мора да ги имаме најдобрите играчи, затоа што најголемата роба, да кажеме, најголемата колекција е токму кај нас, најголемата шанса за презентација и најголемо ни е името. Второ нешто е менаџментот. Од директорот, јас си го земам тој товар врз себе дека е мој и така и се поставувам. Многу малку речиси воопшто не се мешам во стручниот дел, иако имам своји ставови, гледишта и смерници во кој правец сакам да одам.
но јас се трудам уште оваа година, тоа колегите можат да посведочат, барем од колегиумите и состановниците кои ги држиме, дека дури на оние времени изложби се трудам да го крениме стандардот, да го вратиме издаваштвото, да го зголемиме квалитативно нивото на изработка на каталози, но и книги со цитати, со фусноти кои се релевантни, сето тоа да биде публикувано и на англиски за да бидеме релевантни и вон територијата на Македонија, да ја подобриме веб страницата, следен чекоре, се надевам ќе успеам годинава доколку не ќе остане за наредната, но се трудиме да направиме и продавница, значи токму таа роба и понуда која имаме, да ја нудиме за почеток на територија на Скопје со испорака, следен чекор на територија на Македонија, следен чекор ако го надминиме и тој, затоа што многу луѓе не сваќаат за продажба не ти треба сајт, него ти треба поштарски систем. Или ти треба магазин кој некој требува роба, тоа ми е ко белден јасно, така да и во тој правец. И третиот, најбитниот можеби дел, не пресуден, но најбитен, желбата на државата нешто да се сработи. Доколку државата, како таква, ние сега имавме пред 10 години волја, иако фронтот беше отворен можеби и за други институции, за други објекти, за други приказни, да кажеме, актуелната власт која е сега, вклучувајќи го и премиерот, и министерот за култура, и парламентарниот состав, се вкупен и целата влада, има желба да оваа приказна и токму тоа што е актуелно, затоа што, ајде вака да се разбереме во основа. Сите ние живееме и сите балкански држави сонуваат за некакво далечно минато. Старо 3000 години, 5000 години, 10.000 години, кој од кај дошол, кој кај се вратил, но да се разбереме една битна работа, ова ви го кажам и како етнолог, и како човек која познава, да кажеме, скорешната историја, барем тоа се видело и низ дебатите, и низ се, дека колку толку вака самокритично ќе кажам, имам солидни знаења и познавања на таа материја. Реално, нациите, сега не зборуваме за етничка припадност, нациите, а нацијата е основа за креирање на држава, патем без држава немаш нација, нели? Си само обичај народ. Креирањето на нациите како таква приказна, како концепт, е нешто што е старо едва и 200 години. Кој колкава територија зафатил? Ние имаме многу големи народи, како курдскиот народ, пример, кој живе во 5 држави, го има 50 милиони, а нема своја држава. Ние сме успеале ни сите премрежја на Балканот и на Европа да се избориме, да се изнедриме и да креираме на 25.712 километри квадратни своја држава, да имаме македонци во другите соседни држави, во диаспората и сегде, но прикажувањето, идентитетот и се она што не прави како нација, е тоа што како премрежје, историја и факт се случува во изминатите 200 години. Е токму тоа го имате на едно место токму кај нас. И тие 200 години најреално, најпластично, најавтентично може да се прикажат во едно место како што е Музеот на Македонија. После ние можеме да се навраќаме наназад, можеме да се спуштаме и до 13, 10, 9 и 6 век, па и пред 6 век, па веќе влегуваме во сфера на археологијата и се понатаму. Можеме футуристички да гледаме во иднината, но она што се случува, што не дефинира нас како луѓе, што ги дефинира нашите родители, нашите баби и дедовци и нивните родители и можеби 1, 2, 3 поколенија претходно, се дефинирани, баш, јас знаете како викам, етнологијата, од која јас доаѓам, е како ја дефинирам етнологијата? Ако гледате викам некој историчар кој ги обработува задниве 100-150 години, историчарот се занимава со тоа што се случува во државата и кај големците. Кај премиерот, кај министерот, кај пратеникот, кај директорот. Тоа е историја. Значи, историјата е случување на големите ликови и на севкупната популација. Добро. Етнологијата се занимава со финесата на баба Митра од тоа и тоа село. И неизината перцепција на начинот на живење доека владел тој и тој. Така. Зато многу често јас викам дека етнологијата е истражувањето и самата етнографија, дека е современа форма на проверка, checks and balances, на тоа што се случувало во еден скорешен историски период, затоа што неретко едно гледаме што правела државата или власта, ама друго е што се случувало кај обичниот народ во помалите места и во селата. Така да етнологијата е една можеби според мене
порелевантна или повалидна форма на историски случувања во задниве 100 години, додека можеме да најдеме живи наследници или некој што го прекажал истото. Кога зборуваме и за минатото и за еднината, ќе се навратам на оно што вчера се заокружи форумот за културна дипломатија на кој што вие зедовте учество, каде што се во фокус се става културата во нели културната дипломатија како алатка на модерното живење, но колку ние ја искористуваме нашата културна дипломатија за да и колку повеќе, дали повеќе помалку треба да искористуваме за да можеме дали подобро да се позиционираме, дали подобро да се промовираме, но кој е вашето гледиште поводно знова? Како музеј многу слабо. Искрено ќе кажам многу слабо, многу повеќе предничат да кажеме оние во изведбените уметности, театарџиите, филмските работници, овие танцувачите, поготоа и невладиниот сектор, нели приватниот кој работи нели покрај операта и балетот, Македонскиот народен театар, филхармонијата и останатите, мислам дека музеалците малку тапкаат тука назад. Дали е тоа прашање на слух на државата, дали е можеби менаџерскиот аспект на тие кои ги воделе институциите, тоа е прашање за анализа, не би сакал јас да потенцирам, етикетирам или било што. Јас почнувам сега од себе и од моите колеги, сега имаме неколку колеги, барем во овие носечки матични установи што сме, па и другите национални, комуницираме. Мене ми е многу мило што има една добра волја, добра желба, многу добра комуникација. И јас искрено, ќе ви кажам и најотворено, оваа постава, да кажеме, на директори и менаџери на институциите, гледам дека прво се трудат да ги оправат сопствените институции, да ги вратат на прав пат, но и неретко знаат да прават симпатични чуда со многу малку пари. Тоа значи, тоа покажува многу едноставно дека не секојаш е до парите, него до волјата, до желбата и до ентузијазмот на вработените, но и на менаџерот. Доколку менаџерот е деструктивен, незаинтересиран или едноставно сгрешен на позицијата, верувајте ми, еве од пракса ви кажувам, ако менаџерот не ќе да повлече, ако саботира, ќе убие волјата и на професионалците и ништо. Така да, очигледно во голема мерка е. Неодамна се случи нешто многу интересно, сега токму скоро, пред нецели 2 недели. Присуствував јас заедно со премиерот, со директорот на Националниот конзерваторски, со двајца министри од владата и една голема делегација, Националниот конзерваторски центар, предводен од колегата Јордановски, со кој ист двор делиме, за многу кратко време успеа да го реконструираат, се реновираат, санираат, да кажеме, објектот на Разловечкото востание. И јас сум исклучително горд затоа што токму поставката во тој објект, значи они ги ја направио на, да кажеме, градителска, неимарска работа, ја завршија, но токму тоа внатре што се нуди во моментот, да знаете ви гледачите, токму дел од депоата на Музеот на Македонија. Нашата колешка кусто советник Мирјана Нинчовска од историскиот дел беше ангажирана, ние отстапивме дел на времен период, нели, кој е дел од колекцијата на Музеот на Македонија, така да сите тие кои на верниот исток ќе отидат да се прошетат, сите оние кои одат кон Малешевијата и кон Пијанец и кои патот ќе ги намерачи, да кажеме, према Делчево и тој крај, слободно нека повозат уште 15-20 минути со возилото свое, нека одат во Разловци. И прекрасен народ, прекрасно не дочека, навистина многу убав ден поминавме во тоа прекрасно македонско село, кое порано имало можеби 1500 жители, сега е со 500 жители, но се уште живо, функционално, прекрасно македонско село. И таму имаме еден фантастичен објект, како што реков, тоа е спомен куќата на Разловечкото востание. Се надевам дека менаџментот од Центарот за култура Делчево, дека правилно ќе го работи и ќе го анимира, а ние како матична установа од Скопје сме тука во секое време да излеземе во пресред, да помогнеме и со знаење, и со стручна помош, и со сувенирницата да им се разработи, и со било што, затоа што музеите не е само Скопје, само нашиот. Македонија има потенцијал да има не 30, 50, 70 со се локалните, има потенцијал да има стотици музеи. Имате еден фантастичен музеј во Битола, Завод и музеј Битола, еден прекрасен објект кој се надевам дека во периодот кој престои целосно ќе биде музеј, без да има институции странични во него.
перспективно. Охрид има одлична понуда, Крушево има десетина објекти во својата институција. Се надевам дека повторно ќе се вратат на старите патеки на кои беа. Пак ќе кажам, богати сме на секој чекор, на секое место, само треба институциите да се средат и да се селектираат правилните луѓе кои со желба, мотив, насмевка и ентузијазам ќе примаат посетители и верувајте ми, ви тврдам дека Македонија, поготово малите места со тие мали джебни музеи, времени музеи, дека ќе може и да заработува и да наплаќа и да биде дел од една цела музеалска, да кажеме, тура која би се правела. И еве како уште едно нешто да напоменам, скоро бевме кај колегата Нацев, очигледно многу Александровци сме, го спомнали Јордановски, се и Нацев. Свети Никола има еден прекрасен малечок музеј со само 6 вработени, старата општинска зграда. Прекрасен музеј, исклучително добро среден, дел од производите на музеј на Македонија ќе можат и таму да се набават. Само ги поттикнувам граѓаните, прво нашите, македонските, за почеток, кога шетаат низ Македонија, кога шетаат низ државата, да не одат само по кафани, пошто воглавно обично нели за викенд сите тоа го правиме, нека одвојат половина час или 1 час кога одат и во Штип, и во Свети Николе, и во Куманово, и во Тетово, и во Гостивар, сегде низ државата, веруваме ми, нема место во државата каде што нема барем еден музеј. Тие нека притискат, тие музеи повеќе да бидат отворени, повеќе да бидат достапни за јавноста. Цените, верувајте ми, низ Македонија се стварно символични. Символични мислам дека едно пакување на мастики, не толку нечини, или некој малечко чоколадце, поготово во внатрешноста. Повик до нашите граѓани за да може да си ја представат они самите пред своите пријатели и гости странци, да си ја пофалат Македонија, за почеток нека ги однесат во било кој град, наш убав, прекрасен македонски музеј, затоа што, верувајте ми, музеите се лицето на народот, лицето на државата. Фала ви многу за вечерашното гостување. Ми беше задоволство. Исто така во едно пунакво издание да можете гледачите да ве запознаат и уште еднаш се надевам дека ово што го кажавте ќе успееме да го направиме сите заедно, односно повеќе луѓе да гледаме во музеите, да се гордееме со сето што го имаме. Волјата е таа, апелот еве го повторно е до сите, поготово пак ќе кажам, инфлуенсери, луѓе кои влијат, извинете за хонорари, за такви нешта, во моментот не сме спремни, но ако сакате сите вие нешто добро да направите за Македонија и да ја покажеме државата во едно прекрасно светло, а убеден сум дека токму ова ќе имате гледаност, вие посетете не, побарајте мене и да направиме нешто интересно и нешто убаво за Македонија од срце. Благодарам уште еднаш, почитувани, тоа беше вечерашното издание на За или против. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта и секако убав викенд пред вас. Поздрав!